Готови се нацрт општинските буџети. До советниците, градоначалниците веќе ги доставија годишните планови на приходи и расходи за наредните 12 месеци. Во некои општини, советниците веќе дадоа зелено светло, а останатите ќе одлучуваат деновиве. За наредната година Свети Николе и Виница на располагање ќе имаат помалку средства за разлика од тековната година. Буџетот на Свети Николе е намален за 10, а на Виница за околу 6 до 7 милиони денари. Но ова не е пречка за цртаните проекти се реализираат, коментираат градоначалниците. Буџетот ќе не биде некаде без дотации 151 милион денари. Претпоставувам дека добар дел и тоа што по самиот попис населението во општина Свети Николе е намалено од скоро 19 на 15.000. И разни други, ајде да не ги кажем, пречки од страна на централната власт. Аплицираме до сите домашни меѓународни фондови, се со цел да обезбедиме дополнителни средства да се реализираат и поголеми капитални проекти. Зголемување на општинските буџети за наредната година се планирани во Кочани и Штип. За градоначалникот Иван Јорданов, ова ќе значи реализација и на повеќе проекти со кои ќе се решат суштинските проблеми во градот. Позитивниот тренд се должи и на редовната наплата на данок на имот и на останатите комунални такси кои ги плаќаат правните и физички лица. Имавме една појава во изминатите неколку години во општина Штип, каде што обврзниците на данок на имот, на сите други форми на комунални такси, не биле информирани дека треба да си ја завршат својата граѓанска обврска, немало уредна достава и по основ само на ова во годините наназад не се реализирал во целост буџетот на општина Штип. Самото тоа што направивме уредна достава оваа година дојде до покачување на основниот буџет. За правилно се искористат буџетските пари, градоначалниците од ВМРО ДПМН во рамки на кампањата Твојата идеја за промени организираа и отворени денови за граѓаните, за да можат да кажат што им недостасува во нивниот град. И во 21. век водовод, канализација и асфалт се нивните главни приоритети.